Дали одлуката на Врховниот суд во Шведска да не го екстрадира Дејан Давидовски отворила сомнежи кај шведските власти дека во Македонија, земјата која се бори да добие датум за старт на преговори со ЕУ, има политички прогон и политички затвореници. Шефицата на шведската дипломатија, без да навлегува детално во судското решение, рече дека тамошната влада ја почитува одлуката на судот, кој најде пречки за екстрадиција. Одлуката тој да не биде екстрадиран е рефлексија на шведските судски практики, а не наше изнесување на наши ставови за насилните напади од 27 април. Шведскиот парламент и ЕУ јасно изјавија дека насилните чинови во парламентот се целосно неприфатливи. За шведскиот суд, упадот од 27 април во собранието е бунт, а не терористички акт, и екстрадиција не може да биде одобрена за политичко дело. По ваквата одлука, Давидовски во интервју за Алфа рече дека ова значи оти Македонија има проблем со владењето на правото. Шведска кажа, не сме правна држава. На страна што се работи само за мене, значи имаме уште други 3 случаи, но исто така во 2 држави, членки на Европската Унија, Унгарија и Грција. Давидовски беше уапсен во Шведска во април годинава по потерница од Интерпол, а шведскиот суд му препорача да поднесе барање за азил.